Почитувани медиуми и колеги, пред да се осврнам на Законот за сметководствени работи, морам да потенцирам дека самоволието во овој законодавен дом продолжува. Пред еден час од дневниот ред, повеќе воспоставениот принцип на функционирање, беше извлечена точката број 14, согласно која треба да говориме за Законот за сметководствени работи. Откако се извлече точка број 14, председателот кажа затворете ги вратите. Заустави го времето. За да се преброиме. Извини, пратеничке. Ајде. Прва одлука беше да се продолжи со точка 13. Добро. И таа одлука беше донесена од причина што со претходните точки немаше услови да се работи затоа што комисиите не ги разгледаа точките и немале представници. Дебатата ја завршивме со точката 13, за која што имаше услови пре колку дена да отвориме дебата. Денес, кога заврши расправата по точка 13, моментов немаше представници на точките претходни и имајќи предвид дека поред се точките од финансии на кои што има представник од предлагачите, затоа е продолжение по 14 точка. Доследно, 13, 14 и понатаму блокот финансии. Ако утре или во меѓувреме заврши расправата по оваа точка, дојдат представници од другите точки, секако треба да се вратиме на таа точка за кој што ќе има представник. Не дофрлувај од место. И тоа е работава. Затоа представник имаше од владата по точка 14, финансии, блокот точки, и од таа причина се отвори расправата по точка 14. И што има спорно тука? Повелете, можете со времето. Благодарам. Тоа што не е наша вина. Ние сме тука, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Апсолутно не е ни моја вина. Тука и ќе дискутира по секоја точка штом се создадат услови. А за да се создадат услови, представниците треба да се тука како ние тука. Значи ќе продолжам каде што застанав. Представник на оваа влада која ќе беше отворена за граѓаните ги затвори вратите. Владата која ја турна оградата за да била поблиску до граѓаните, денес виде македонската јавност како се однесува. Повторно ќе кажам, немојте да мислите дека пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе ја начекате неподготвена, бидејќи овде имаме работници во вистинска смисла на зборот, кои се тука за дискусија во секое време, а не за декор. Законот за сметководствени работи се разгледуваше на, како што би рекла почитуваната професорка Давкова, на сенадлежната комисија за европски прашања, иако во него нема апсолутно ништо европско. Станува збор за закон кој е синоним за целосна окупација и злоупотреба на сметководителите. И ова не е само моја констатација, и ова не е само констатација на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, туку тоа го бара Комората на сметководители, која апелира пратениците, а се однесува на колегите од мнозинството, да ги тргнат настрана личните и партиските интереси и да го повлечат овој штетен закон. Јас не можам да разберам дали воопшто го слушате крикот на јавност или глумите јавна расправа, колку да се сликате по медиуми, божем нешто работите. Доста го користевте европското знаменце како изговор дека правите некакво усогласување со ЕУ директивите, затоа што и во овој случај, наместо да им ја олесните работата на сметководителите, им наметнувате дополнителни трошоци, обврски и контроли. Овој закон е донесен во 2012 година со цел да се уредат условите за вршење на сметководствени услуги и да се формира институт на сметководители и овластени сметководители. Во 2019 година Министерството за финансии, предводено од тогашниот министер Драган Тевдовски, предложи нов закон кој по бројните реакции од фелата и јавната расправа не беше донесен. Со новиот закон
се предвидува формирање на нова институција, Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија со многу просто овластување. Ке иницирал контроли на трговци поединци сметководители, трговци поединци овластени сметководители и друштва за вршење сметководствени работи. Дополнително, по потреба, оваа институција ќе учествувала во постапките за контролирање на друштвата за вршење на сметководствени работи и трговец поединец сметководител, односно овластен сметководител. Вака како што сте ги поставиле одредбите. Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија ќе има контрола врз работата на сметководителите, а со тоа и на нивните клиенти, односно бизнис секторот во Македонија. Советот е составен од 5 члена, од кои 3 се на предлог на министерот на финансии. Во новото предлог законско решение повторно се организираат сметководителите во подружници и ова решение за многу брзо време ќе сватите дека е неприменливо. Ама и тоа веќе ни е востановена пракса, како и Законот за трговија, за 4 до 5 месеци ќе се испостави дека и Законот за сметководствени работи е неприменлив, па ќе си го менуваме и него. Во прилог на ова, оди и фактот дека за формирање на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија се потребни финансиски средства кои ќе се обезбедат од буџетот на Република Македонија. А со буџетот на Република Македонија за 2022 година нема предвидено средства за институција со ваков назив. Јас не знам со кого се консултирате. Јас не знам чии сугестии прифаќате, ама знам дека законските решенија што ги носите без консултација со сите засегнати страни ви пропаѓаат. Така ја кочите работата на собранието, така ја кочите целата држава. Бевме присутни на комисијата, дадовме предлог амандмани, дел прифативте и тоа е во ред. Но, кога и понатаму гледате дека фелата не ви е задоволна, дека се бара повлекување на законското решение, ништо нема да ве чини уште еднаш да седнете и еднаш да се донесе барем едно законско решение на задоволство на сите граѓани. Сметководителите се единствената врска помеѓу државата и стопанството. Иако досега не сте ја сватиле нивната важност, крајно време е да размислите. Нивната важност е многу поголема од било чиј и било кој личен интерес. Би сакала тука да апелирам и до меѓународната заедница во Македонија и Канцеларијата на Европската Унија сериозно да реагираат и да ги преиспитаат сите злоупотреби, скратени процедури, нови тела и така натаму, и така натаму. Советот велите дека бил независен, ама што и кој во оваа држава е независен, па да не зависи од власта. Советот како тело ќе бил независен, ама за својата работа ќе одговарал пред владата, а во него пак членови се представници од Министерството за финансии. Каква е оваа независност на ова тело, кога целокупната работа му зависи од владата и од Министерството за финансии? Престанете да го користите присуството на засегнати страни само како алиби, бидејќи ниту еден од клучните предлози не им ги прифативте. Факт е и се испостави дека интересот на оваа власт е онаму каде што се парите. Како ќе ја унапредувате професијата на сметководителите, кога приоритет ви се личните интереси наместо развој и унапредување на фелата? Граѓаните не ве гласаа за да затварате врати. Граѓаните не ве гласаа за да си носите закони какви сакате и кога како ќе ви текне. Треба да ви биде срам. Ама срамот единствено не ви е во карактерот, за жал. Системот на вредности целосно го испревртевте и во однос на народот, и во однос на општеството.
Токму затоа народот бара што побрзо да си заминете окарактеризирани како неспособни. И тоа, верувајте ми, за брзо ќе ве здоболи. Благодарам. Ви благодарам и вас. До